Некои концепт автомобили носат повеќе одветување за ново возило. Тие имаат задача да објават поголеми планови, ново лого, промена во дизајнот. Најавуваниот концепт Шкода 7S дојде со сите тие цели. Освен што е електричен теренец со 7 седишта, тој го представува новиот стил и лого што треба да ги носат идните модели на чесите. За волја на вистината, токму логото кое беше стилизирана обтегната стрела беше најкритикуваниот детаљ на автомобилите што доаѓаат од млада Болеслав, но оттаму упорно и тврдоглаво одбиваа да се смени. Сега дојде и тој момент. Наместо тркалезната значка чешката марка, како лого ќе го користи своето име, исто како што го направи Kia. Новиот дизајн најавен за идните модели е многу почест, без наборите што сме навикнати да ги гледаме во сегашните автомобили на компанијата. Во таа смисла 7S е здив на свеж воздух, здрашчејки со елеганција. Според марката, концептот ќе се претвори во сериски автомобил кој ќе се напојува со батерии и ќе може да превезува 7 луѓе. Ако навистина пристигне во 2026 година, тоа ќе биде задоцнето, па маркетерите се надеваат дека Шкода серискиот 7S ќе го представи порано. Добрата работа е што сериското возило треба да доаѓа со батериски пакет од 89 киловат-часови, што треба да му овозможи обсег од 600 км со брзина на полнење од 200 киловати. Освен овој автомобил, чешката марка ќе има и компактен теренец и мал автомобил, како што најавува уште од јуни. И двете ќе се градат врз архитектурата MEB Small, која претходно ја знаевме како MEB Entry или Life. Очекувајте овие нови возила на Шкода да бидат соодветно еквивалентни на Cupra Urban Rebel и Volkswagen ID Life. Оваа платформа ќе се произведува исклучиво во фабриката Марторел во Шпанија. Тоа значи дека Шкода можеби ќе треба да почека таа фабрика да се подготви како и фабриката за производство на батерии Sagunto, а тоа ќе се случи во 2025 година. Со семејството Enyaq iV и овие нови електрични возила, Шкода ќе се надева дека 70% од продажбата до 2030 година ќе биде од електрични автомобили. Компанијата планира да инвестира дополнителни 5,6 милиарди евра во е-мобилност и 700 милиони евра во дигитализација во следните 5 години за да ги реализира представените планови.